Почитувани, како пратеничка на ВМРО ДПМН, но и како граѓанин на Република Македонија, морам да изразам револт и осуда на нехуманиот третман кој што го трпат 4 жени повеќе од 10 дена во истражниот затвор Шутка. Овие жени се дел од крајно сомнителниот случај за наводните шпански скали и продажба на државно земјиште, кој што власта во директна корелација со обвинителството го креираше за да врши прогон на граѓани само заради наводна административна грешка, но истовремено да ја дефокусира јавноста од погрешните политики, скандалите, корупцијата и криминалот на актуелната власт. Третманот врз овие жени не може да се квалификува поинаку, освен како нехуман однос, од проста причина што притворот им е определен за наводно да не влијаеле врз сведоци, а сведоци во досегашната постапка не се изведени, иако поминаа повеќе од 10 дена. Испаѓа дека обвинителството намерно не сослушува сведоци, само за да останат овие луѓе во притвор, под изговор дека наводно можело да се влијае на сведоци. Од тука постојат сериозни индиции дека властите и обвинителството ќе бараат продолжување на притворот на подолг рок, а при тоа никој не кажува која е вистинската причина зошто овие жени, како и многу други лица, се неосновано лишени од слобода. И прогонот се прекршува на грбот на овие жени, некои од нив и мајки, но и врз другите вклучени во овој случај, како што се Димитар Димовски, Дејан Митевски, Миле Јанакиевски и останатите вклучени во монтираниот случај. Од тука бараме надлежните органи да ја преиспитаат одлуката за притвор на овие жени, кои над 10 дена се одвоени од своите семејства и се третираат крајно нехумано. Кога веќе обвинителството нема сведоци во постапката, нема логика зошто да се држат во истражниот затвор Шутка. Овој случај, како и многу други, само покажуваат дека власта, наместо вистинска борба со криминал, се служи само со прогон на своите неистомисленици во случаи кои се политички мотивирани, со цел да се замолчи јавноста и да се заплашат сите оние кои се критички настроени кон криминалниот картел на власт, предводен од аболицираниот Зоран Заев. Ова сигурно не е правда. Ова е политички прогон во режија на Заев. Ви благодарам.